Почитувани, добар ден, добродојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Германскиот, влијателниот германски ракометен магазин на Handball Time го смести во 10 највлијателни луѓе во светскиот ракомет. Македонскиот ракометен судија, кој што сега е прв човек на судиите во Европската ракометна федерација, Драган Начевски, во Патот до успехот. Приказната на Начевски во следните 50 на минути на 24 вести. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас. Добар ден, мој почитување. Мој исто. Како сте? Благодарам, добро. Ве барам за емисијата, не знам, може би повеќе од една година. Драган Начевски постои на Португалија, Кипар, Виена, не можам веќе крајот да го фатам. Ни се Европа цела. Тоа е тоа што го носи функцијата прв човек на судиите на Европската ракометна федерација. Вчера гледам билтен металург работнички. И да видам кој како постигнал голови, гледам делегат Драган Начевски, и велам сега нема каде да бегат. Сега е во Скопје, тука е. Како и да е, драго ми што сте дел од Патот до успехот. Мене ми е исто драго што ќе видам гостин во вашата емисија, цената емисија. Интересна приказна, јас ќе кажам импресивна биографија, човек кој што растел во Скопје, кој што од 80-тите години судел и фудбал и ракомет паралелно. Токму така. Во Југославија, прва лига, втора фудбалска лига, прва ракометна лига, втора. Тоа беше, да кажам, во Македонија, како да кажам во смисла на фудбалски судија. Веќе бев на прагот на прва македонска лига, меѓутоа за жал заради здравствени причини во тој момент морав да се одлучам дали ќе продолжам со ракометот или со фудбалот. Може би за среќа или за несреќа продолжив со ракометот и ете станав тоа што станав. Приказната започнува од Скопје, роден скопјанец. Токму така. Да седнеме на по едно сокче или едно кафенце и да ја отвориме приказната на Драган Начевски. Се слага, може да појдеме. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Роден скопјанец, југоносталгичарите или оние поголемите оптимисти велат на јубавите времиња, роден во 50-та година, односно растевте практично во најубавите времиња во таа поранешна Југославија. Па токму така. Може би не роден во да кажам во тоа најдобро време, 55-та година, па се сеќавате 63-та земјотресот и сето тоа, меѓутоа во периодот на таа бивша држава што имавме Југославија, навистина еден период кај што нашата, односно мојата генерација можеше да види нешто убаво и нешто лошо. Меѓутоа повеќе имаше убави работи отколку лоши работи, така да со осамостојувањето е веќе друга приказка каде што станавме држава, сон на сите нас дели македонци да си имаме своја држава. Меѓутоа не можеме сигурно да заборавиме нешто што било убаво и во таа бившата држава. Инаку потатко, значи скопјанец, јас скопјанец, да кажам синот им и да кажам моите внуци кои што ете на број ги имам 6 во моментов. Се живи здрави. Благодарам. И значи една реткост е, да кажам, сега баш во ова поново време, значи да некој биде по потекло од Скопје. Јас со ова не би сакал сега нешто да дадам некој акцент дека скопјанецот, значи луѓето кои што дошле, некој од некаде мора да дојде. Денеска многу е битно тоа да кажеш. Па добро, може би е битно затоа што навистина се помалку скопјани има, а посебно скопјани, да кажам, од само Скопје по да кажам и по раѓање и по татко и да кажам и дедо прадедо. Значи моите пајко мало, значи многу да кажам славно мало во бившо во Старо Скопје. Значи потекнуваме од таму, а потоа да кажам во подоцнешните години преселени во населбата Пролет, во тоа време една од првите населби кои што беа, да кажам, модерни населби во тоа Скопје. И така да буквално животот го поминав во центар на градот. По татко скопјанец, по мајка? По мајка таа е од Србија. Значи дојде да студира во Скопје 50-тите години
се запознале со татко ми, се земале и ете, на крајшта приказката е тука. Инаку професор по француски беше, меѓутоа цел живот работеше во здравство, така да немаше врска со... Може на Драган, може Да, на да, сигурно, сигурно, благодарам. Иако сте во топ 10 моќни фигури во светскиот ракомет, ќе си ја земам таа слобода околу тоа персирање. Како ве воспитува? Од каде интересот за спортот? Па знаете што, значи воспитувањето, значи не беше тоа дека моите родители ме воспитувале да бидам во спортот. Значи јас како дете играв фудбал, а и тренирав фудбал, тренирав и карате, само не ракомет. Меѓутоа во населбата каде што израснав, да кажам, Пролет, имаше еден клуб и се уште постои, ракометниот клуб Пролет, кој што во тоа време беше еден од водечките во Македонија и во втора сојузна лига, Југословенска лига, каде што секогаш беше на прагот да дојде во прва лига, меѓутоа ете со ривалитет со Вардар исто во тоа време и со некои други нормално од бивша Југославија, како што беше Дубочица, да кажам, Лесковац. Така да во тие моменти, значи интересот кај мене се пројави што немаше надпревар да не го следам, да не одам да гледам. Да во 1980 година станам она што може ми го промени животот. Драган Начевски е роден на 1 мај 1955 година во Скопје. Основно завршува во училиштето 11 октомври, средно во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин. Дипломира на факултетот за туризам. Бидејќи вашиот син тргнува по вашите стапки, како вие ги воспитувавте вашите деца? Имате 2 керки и еден... 2 керки и син, значи и синот и поголемата керка факултет за физичка култура завршија, додека помалата почна со исто, да кажам, со спорт, меѓутоа заврши како дипломиран правник, сега магистар на права. Единствена која што е, да кажам, малку подалеку од спортот, меѓутоа нормално се интересира и нормално Бидејќи вие бевте судија, постојано надвор по патиште. Ти од каде е? Па ете, љубовта можеби кај синот се појави со тоа што, значи, после секоја утакмица кога доаѓавме во тоа време, нели, видеокасети имавме, се уште немавме цедиња и немавме овие работи што сега техникава ги нуди, интернет и таква работа. Значи немаше шанси да после од судена утакмица се вратам и да не погледам касетата како и што сме направиле, да кажам, на претходниот надпревар. И можеби тука се јави љубовта кај синот, да немаше шанси тој да не седне, иако беше, да кажам, и помал, да погледне, да види. Па со тек на време тој почна да игра и ракомет, играше и за младинска репрезентација на Македонија. Меѓутоа, дали свати или беше малку потемпераментен, играше во Пролет, играше и во Вардар, почна. Нормално. И така, малку поексплозивен, во еден момент со тренерот, да кажам, во конфликт и со некои од соиграчите, и на крај реши од денеска јас ќе почнам да судам, така да тоа му беше неговиот почеток. А судевте со Стојан Кускуле, така да знаете? Да, Стојан Николов. Стојан Николов Кускуле. Така, во тоа време многу изврсен, измореден судија. Драган и Стојан пар, денеска имаме синовите на Драган и на Стојан судат заедно. Токму така. Значи, во мојата кариера неколку години судев заедно со Николов Стојан во втора Југословенска лига, нормално македонски и втора Југословенска лига. Измореден судија, за жал, заради годините не можеше да оди понапред, така да после тоа со веќе покојниот Аце Ване судев во прва Југословенска лига, а веќе со самословувањето тука всушност почна и кариерата на Начевски како пар. Станавме меѓународни 92-3 година, така да од тука почна, да кажам, таа меѓународните работи што се случуваат, односно успеси како судиска двојка Начевски. Драган Начевски судиската кариера ја започнува во 80-тите години, во поранешната социјалистичка федеративна Република Југославија. Судел и фудбал. Судиската кариера, рековте, ја почнувате во 80-та година, така споменавте на почетокот, паралелно и фудбал и ракомет. Да. Меѓутоа, здравствен проблем сепак ве насочи кон ракометот. Па, токму така, значи, ми се случи да во тоа време добијам хепатит и нормално, нели, после тоа не смееше да има голем физички напор за известно време
а во исто време, значи, додека судев ракомет, судев и фудбал, и тоа доста добро, како што кажуваат стручњаците од тоа време. Така да бев на една раскрсница да се определам, или ракометот, или фудбалот. И сега, за жал или за среќа, го одбрав ракометот, станав тоа што станав понатака со мојот, да кажам, братуче Маријан. Станавме најдобра судиска двојка, да кажам, за 4-5 години прогласени како најдобри светски судии. Во тоа време имаше ранглиста, се правеше ранглиста, секоја година се објавуваше ранглистата. За жал сега тоа веќе го немаме, од причини што можеби немаме доволно, да кажам, доволен број на делегати, искусни и, да кажам, експерти за тоа. Во тоа време, навистина, можеше делегат само да биде бивши судија, и тоа, значи, мора да биде меѓународен судија, кој што бил на листа за да може да биде делегат. Сега веќе се, посебно во Европа, се изменија некои работи, така да, значи, на листата на делегати, да кажем, имаме малку и политички делегати, како и секаде, а имаме нормално и добри делегати. Меѓутоа, откако, еве, во овие 3 години, откако сум јас дојден, меѓутоа и пред тоа беше престанато да се прави ранг листа и сметам дека е коректно, затоа што ранглистата што се прави, да кажам, во Европа, а и во светски рамки, ако немате доволен број на стручни кадри кои што би го направиле тоа, за мене е релевантно, така да може да даде една погрешна слика за некој, а сепак ние во овој момент, да кажам, јас како одговорен за судењето и како председател на таа судиска комисија, значи си имам одредена листа која што е во мојата глава и, да кажам, и работам со тие. По логиката на нештата, ако се одлучивте за фудбал, по логиката, условно кажано, или по среќата, веројатно денес би требало да бидете главен на судиите на УЕФА. Па, така? Не знам, значи пред колина дали би можел да бидам, меѓутоа не се знае. На краишта, јас сигурно и не сонував дека можеби ќе дојдам на оваа позиција во 2012 на конгресот во Монако, кога беше, каде што бев избран за председател на судискава комисија. Значи, и тогаш можеби никој не се надеваше дека може да се успее, бидејќи има 5 против кандидати, тоа се искусни бивши меѓународни судии кои што со име и презиме, да кажам. Меѓутоа, ете, за среќа или за што се погоди така да станам, а со својата работа да се докажам да и во наредните, да кажам, 2 мандата ги добием. Поранешниот судија Драган Начевски е председател на судиската комисија на ЕХФ. Со ово напредување на Начевски, ракометот во Македонија доби уште една награда. Добро е што судиските одлуки кои ги носат судиите и не одат во прилог на Македонија ќе бидат забележани не само од навивачите ракометарите, туку и од првиот човек во ЕХФ Драган Начевски. Тоа што е колина во фудбалот, вие сте во ракометот? Токму се така. доживувате така? Па дали го доживувам така, не знам, затоа што не знам колина како се доживува себе си, нели? Меѓутоа, да бидеш одговорен буквално за се она што се случува во ракометот е навистина, и не знам дали и колина ги има сите тие ингеренции што јас можеби во ракометот ги имам. Значи јас почнувам од кадетско првенство, па до завршувајќи со сениорските првенства, Лига на шампиони, сите европски купови, така да се што гледате ракомет е, да кажам, на некој начин моје дело во смисла на судиското делење на правда или неправда. 80-тите, кога почнавте со ракометот, прва југословенска, втора југословенска лига? Не, почнав од најниската македонска лига. Значи, почнување од втора македонска лига, па прва македонска лига, па потоа меѓурепубличка, имаше и меѓурепубличка лига, втора лига, па прва лига, па потоа меѓународен. Така да, значи, до 12 години, долги години, за да се стане, да кажам, на таа светска сцена. Најтежок натпревар во Југославија? Па најтежок натпревар во Југославија. Што сте го суделе нормално? Знаете што, значи, за да судиш во Битола, немало натпревар во Југославија каде што можело така да биде тешко, меѓутоа имало. Значи, Митровица, како Косовска Митровица во тоа време, Трепча, значи, надпревар, Дубочица или било кој, како год да земете, имало многу тешки надпревари, меѓутоа Битола била секогаш, дали било во наши рамки или во втора лига или во Југословенска лига, че Битола била поим за тешко судење за судија. Меѓутоа, верувајте, никогаш не се случил ни еден потежок инцидент во смисла према судии. Имаше еден инцидент кој што можеби се сеќавате или не се сеќавате, надпревар помеѓу Пелистер и Металопластика, кога Вујович, токму
во така Вујович беше еден од иницијаторите на таа тепачка, меѓутоа тепачка значи меѓу двата клуба. А никогаш во Битола не се случило да судија биде нападнат и зашто да кажам им симнувам капа, значи секогаш правеле притисок до одредена граница, меѓутоа биле секогаш коректни и навистина било секогаш тешко да се суди Битола. Добро, вие судиите постојано сте изложени на пцовки. Сега се исклучувате во тие моменти кога судите, мора некој судија, сега да не кажам како е. Па ти нормален си, па ти вака. Па вака сега, значи имало моменти кога навистина не сум се ни грижал кој што вас ги слушате? Дефинитивно. Меѓутоа, знаете што, најтешко ми било кога во еден извесен период во Македонија имаше, да кажам, на секој надпревар, кога ќе се спомене дете, малце потешко е. Така да сум реагирал некогаш, меѓутоа не во смисла на тоа да реагирам, да се расправам со публика, меѓутоа во моментот кога некој ме навредувал, сум судел, да кажам, 1, 2, 3 одлуки можеби против нив во моментот, за да на некој начин им дадам на знаење дека треба да престанат. Меѓутоа, значи во смисла на тоа никогаш немало. Мора, ако сакаш да станеш и да бидеш навистина голем, секогаш си морал да бидеш, значи вон тие збивања, аз сум судел и пред 30.000 луѓе, така да, значи не е толку лесно. Трнлив е патот до успехот на Начевски? Многу трнлив затоа што ние потекнувавме, да кажам, од една мала држава Македонија, во тоа време Република Македонија, меѓутоа сега држава Македонија, и тоа време кога станавме меѓународни, и значи секогаш сум требал да бидам бар неколку пати подобар од некого, за да можам да дојдам да судам тоа што можеби еден германец или шпанец или швеѓанец или норвежанец би најнормално можеби и после година-две судење да достигне да суди. Poäng, Claes, är ju att du har ju faktiskt spelat mot den här valrotsmustaschen. Jag vet inte om han hade så stor mustasch då, men... Mina damer och herrar, EM-finalen 2002. Den kommenteras av Robert Hellskog och Lars Hellgren. Och matchen döms av bröderna Načevski från Makedonien, Marjano Dragan. Och en liten rolig poäng med de där två. Во овој дел од разговорот морам да ве прашам и за вашето неубаво искуство во Прилеп, кога едва и практично спасивте жива глава. Па токму так. 2015 март беше надпревар Тутунски Вардар. И за жал на, да кажам, од сето тоа што после тоа се случуваше, значи немаше врска со надпреварот што се играше. Тука повеќе беше, мислам, од други причини и сето тоа беше насочено кон мојот братучет, меѓутоа за жал јас го излеков по дебелиот крај и навистина тоа сигурно дека нема никогаш да го заборавам. Може би некој помислуваше дека ќе престанам со судењето, меѓутоа кај мене се јави еден инат да и дури после тоа и станав и многу подобар и да кажам, и наечија, и мислам дека тој инет ме доведе до оние висини до кај што понатака стигнавме, да кажам, до крај на кариерата. Веројатно не очекувавте тогаш кога се случуваше тоа помеѓу Тутунски и Вардар, не очекувавте еден таков епилог. Тоа, ако не се лажам, повеќе имаше политичка заднина отколку спортска или грешам? Па дефинитивно дека имаше да кажам, во тие години Маријан беше политички многу активен во Социјалдемократскиот сојуз, беше и член на парламент. Мене не ме интересираше политика, и ден денеска не ме интересира политика, иако сум политички определен. Меѓутоа никогаш не сум целел кон тоа, значи да бидам во политиката и да нешто направам во политиката. Само сметам дека и сум се определил за спортските активности како, да кажам, како моја цел во животот, да ја промовирам и себе си да се промовирам, меѓутоа највеќе својата држава, Македонија, која што мислам дека единствено така на спортско поле би можела да се промовира и да биде она што треба да биде. Бевте практично тепани од колку? Од 8 луѓе? Па 10 луѓе? Тоа беше обезбедување на тогашниот директор на Тутунски комбинат, така да, значи, со жалење се присеќавам на тие моменти. Навистина едва ја останав жив. Ноќта и следниот ден, значи, само се беше дали ќе бидам или нема да бидам. Семејството околу мене собрано. И навистина тешки моменти преживеани, меѓутоа, како што кажав, од таа борба за живот искочи многу појак и продолжив да судам. Значи, истата година веќе отидовме на Олимпијада во Сиднеј и после тоа, да кажам, тој успех нашиот како судиска двојка до 2005 кога престанав, навистина беше врх. А еве што ќе следите во продолжение од патот до успехот. И многу ми е жал што сето ова се случува,
посебно заради тој надворешен фактор што доаѓа заради некои си наши глупости, да дојде и да ни одредува што и како во нашата држава. На крајшта ние сме држава и треба самите да си ги решаваме проблемите, не некој друг да ни ги решава. Останете со нас. Јас сум Роса. Доаѓам од највисоките планински врвови и бистри извори, каде планината ги допира облаците. Се раѓам со секое утро, кристално чиста и јасна, природно избалансирана, ниско минерална, создадена за секој ден и секој член од семејството. Роса, свежена од највисоките извори. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Среќна добитничка на 100.000 денари. Овој пат е Милановска мица од Куманово. И па на здравје кафе со Елит кафе. Get ready for the ultimate stage with the new Adidas Body Care range. Само во АМЦ купи на рати веќе од 5 евра месечно, само со лична карта. Купи лаптоп, смартфон, таблет, компјутер, телевизор за само 5 евра месечна рата, само со лична карта. Аплицирај на лице место во салоните на АМЦ. Брзо и едноставно до вашиот нов уред. АМЦ. Секогаш најдобри цени. Според остварените резултати за 2014 година, Телекабел е 29-та фирма по успешност во Македонија. 18 години достигнувања. 18 години со вас. Почитувани корисници, ви благодариме на довербата. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Хотел Тино, Охрид, сместен во идиличен пејзаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци, ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс Натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Драган Начевски, во патот до успехот. Кога почна да ве ценат странците? Мислите како судија или? Како судија. Па видете, значи... Затоа што клучен надпревар во Македонија нормално судира секогаш начевци. Било тоа да е дерби, било да е надпревар од висок ризик. Но одеднаш и клучен надпревар, што ја знам во Лига шампиони, не знам финале европско, светско првенство, мажи и жени. Па значи 95-та година прв пат почнавме со светски првенства. Да кажам, прво светско првенство. Па завршувајќи со 2005, значи немаше шанса, значи секоја година идевме на европско, на светско, на европско, на светско. Меѓутоа, да кажам, од Сиднеј почнува тој успон, да кажам, 2000-та година, кога судевме финалето, малото финале во, да кажам, во Сиднеј, на Олимпијада. Норвешка, Кореја. Норвешка, Кореја. Меѓутоа, претходно судевме Шпанија, Шведска, полуфинале на мажи. И во тие рамки никогаш немаше случајно да некој биде номиниран на полуфинале и да следниот ден суди финале. Значи, таа година и таа Олимпијада ни беше навистина врв на нашето судење и навистина заслуживме да го судиме финалето машко во, да кажам, на таа Олимпијада. Меѓутоа, секогаш било политика и ќе остане политика, барем додека јас не бев, сега политика веќе мислам дека не може да има за мене секогаш најдобрите ќе ги судат надпреварите, па без разлика од каде се. Меѓутоа, во тоа време многу битно беше дали си од Германија, дали си од Шпанија, дали си од Данска, Шведска, а не да бидеш од некоја си Македонија, за да можеш да успееш. И затоа веќе и напоменав, значи сето тоа што ние го работевме требаше да биде неколку пати подобро од некој кој што
да кажам, е од овие големи велесили, да кажам, ракометни, за да би можеле нешто да судиме. Меѓутоа, со тоа финале докажавме дека навистина вредиме и од тогаш почнува успорно да судиме и европско машко, и европско финале женско, и да кажам, до со новата олимпијада, односно следната олимпијада во Атина. Така да, значи, во својата кариера нема нешто што не сме отсудили, а што може еден врвен судија да отсуди. Како тоа македонец успеа да ја земе третата, условно кажано, третата висока позиција, функција во една институција, во случајот Европската ракометна федерација? Нели, председател, генерален секретар и потоа доаѓа она што е Начевски сега. Па добро, дефинитивно дека голема улога имаше, значи, нашата спортска кариера, меѓутоа и спортската кариера во смисла на тоа дека од 93 година до 99 бев и генерален секретар на Ракометна федерација, така да во осамостојувањето, односно после осамостојувањето со, да кажам, имавме еден најголем удел да Македонија биде примена во сите тие, да кажам, институции, европски, светски, со тогашниот председател Бојков и нормално Маријан Начевски. Значи немаше конгрес каде што не бевме отидени, каде што не направивме за сето она што следуваше, значи со приемот и во Европска федерација и во Светската федерација и за, да кажам, растот на македонскиот ракомет во тоа време, да кажам, како луѓе кои што работат во федерација, кои што го помогнале. Значи во исто време некогаш и ни пречеше тоа, верувајте дека пречеше, значи да бидеш и во федерација и да бидеш судија. Така да после тоа едно известно време, значи се измени, да веќе генерален секретар не може да биде судија, односно да бидеш судија и да бидеш на позиција на генерален секретар. Така да, значи, мислам дека навистина и сето тоа ми помогна на еден известен начин, значи да луѓето осознаат за нас како име, презиме. Меѓутоа, сепак мислам дека квалитетот на судењето што ние го имавме како судиска двојка допринесе да немаше навистина човек во ракометот кој што не знаеше за Начевски. Во своето најново издание, германскиот ракометен магазин на Handball Time направи ранг листа на 100 највлијателни луѓе во светот на ракометот. Во иста категорија се професионални ракометари, оперативци во ракометни инстанции, тренери, судии, луѓе кои работат во и околу ракометот. Највлијателен е Михаел Видерер, генералниот секретар на ЕХФ. На 10-тото место е шефот на европските судии и човекот кој ги делегира сите надпревари на ЕХФ, Драган Начевски. Многу пати кога играла македонска репрезентација или македонска екипа кога играла во Лига шампиони, што ја знам, или куп на победници на купови, секогаш било важно кој ќе го суди надпреварот. Вие тогаш исто така сте биле суди и некогаш кај јавноста секогаш се правеле анализи, на пример, ако играме со некој и сега многу се битни судијците. Не ради тоа по традиција како ни судиле, туку данци ќе ни судат, тие не сакаат. И денеска го имаме тоа, без разлика. Значи не во смисла дали се праќаат такви судии, на пример. Па сега дали било намерно, ненамерно, меѓутоа знаете што, значи тежок и трнлив пат било исто и на ракометарите, односно ракометарките, за да достигнат до она што достигнале. Затоа што секогаш, да кажам, една мала држава како што била Македонија и како што е, значи секогаш си требал нешто многу повеќе да направиш, како што било во мојот случај, за да можеш да успееш. Така да некогаш им сме доживувале, некогаш, многу пати сме доживеале и неправди, судиски неправди, во смисла на зборувам сега и за клубови, за репрезентации. Така да било битно и се уште е битно кој и како суди, затоа што имате судии кои што на домашен терен, значи нема предност на домашните, него си суди тоа што гледа, неутрален, а имате судии кои што, на домашен терен може да бидат малку подомакински, па на некој начин да помогнат, па да може да добиете некој надпревар. Не во смисла дека тоа е нешто направено со намера, меѓутоа има такви судии кои што на еден известен начин преферираат да дадат некое домакинско судење. Така да и клубовите и репрезентациите биле навикнати во минатото да имат некое домакинско судење, како домашни да имат некоја предност во однос на гостите, што секако не би требало да биде и не смее да биде. Кога сте суделе, сте имале некојаш некој играч што ве нервира, што ве вади од кожа, Па знаете што, прво не сум имал таква прилика. Меѓутоа секогаш сум имал еден убав, да кажам, спомен во смисла на Балич во моје време, значи тогаш почнуваше и беше навистина звезда, суперзвезда. На еден турнир во Хрватска, во Умак,
значи судевме Хрватска и Египет, му дадов црвен картон. Тој со зборовите ми доаѓа, ти знаеш кој сум, јас сум најдобар играч на светот. Јас сум најдобар судија во светот, така да нема проблем, еве ти црвен картон. И да кажам едно пријателство, долго пријателство со него ни почна од тука, а веќе следната година доби уште еден црвен картон на светското првенство 2003 во Португал. Значи до 52 минута со Саудиска Арабија многу тежок надпревар. За Хрватска многу битен затоа што буквално со тој надпревар отиде понатаму и стана светски првак на тоа првенство, а Балиш повторно доби црвен картон, тоа се 2 црвени картона, да кажам, во неполна година буквално. Меѓутоа секогаш сме станали како добри пријатели и едноставно никогаш не го замерил тоа. Ова морам да ве прашам. Во фудбал, на пример, судија секогаш е понекогаш прогледуван из прсти на Меси, на Роналдо. Дали некогаш судијата вдивава во ракометот на авторитетот на еден Карабатич, на еден Лазаров, па кога ќе дојдете во дуел, не во конфронтација, туку во разговор, па малку и да се повнимава така. Дали ги штедите практично, условно кажано, од звездите? Па условно кажано, да. Има секогаш така, малку се прогледува низ прсти, еве Хансен, погледнете го, некогаш се случува да Хансен реагира онака како што не треба, па си дозволува, ете, бидејќи сега еден од врвни играчи, така да некогаш она што се случува на терен не ме бендисува, така да и на семинари кога, ете, сега посебно во август кога го имавме, значи не конкретно за Хансен, меѓутоа воопшто, значи за звездите, значи тие си го имат својот дел во својот тим, меѓутоа судијата треба да биде тој кој што треба на некој начин прво да се заштити себе си, а на друг начин да ги заштити, да кажам, и противничката екипа, каде што можеби нема таква звезда, меѓутоа, значи треба да бидеме равноправни и да бидеме, значи, децидни во нашите одлуки без разлика за кого се работи. Така да не можам да сватам да некој било каква звезда се однесува да биде тој судија на терен. Значи се знае кој е судија и треба негово е да суди и дали ќе прави грешки или не, па и на крај крајште и играчите прават грешки. Det är 11 sekunder kvar. Har inte för bråttom nu. Här kommer Staffan Olsson. Så kommer skjuter Staffan i mål! Ja, det är otroligt bra. Gå inte på en kontring nu. Stoppa bollen, stoppa bollen, stoppa bollen! Och Tyskland gör mål! Ja, det är korrekt. Jag tror att det är korrekt. Jag tror målet är godkänt. Tyskland gör mål. Vad händer nu? Ja, vi måste titta. Det är inget mål, säger domaren. Den är blåst. Nasevski säger att jag har blåst. Jag har inte blåst igång spelet. Jag måste blåsa igång spelet även om det är så. Så är regeln. Regeln är solklar. Blås igång spelet från mitten. Du kan inte göra det förrän jag har gjort det. Alltså är det inget mål, men Johan Pettersson åker ut. Därför att han hindrar där. Ja. Mycket, mycket bra gjort av Johan Pettersson som räddar Sverige i det här läget. För att det hade blivit den andra snöpliga finalförlusten i rad. Vi gjorde ju ett sent mål mot Frankrike. Ja. Minns du? Ja. Då var vi arga för att svenskarna inte hade gått in och låst. Nu gjorde Johan det. Han tog 2 minuter. Det är bara att tacka honom. Annars hade Tyskland gjort mål. Tyskland hade gjort mål i öppen bur. Кога може судијата да го односи на преварот во неповрат да направи катастрофална кардинална грешка? Па може да направи во секој случај, секогаш може тоа да го очекувате, не само судија, може и играч, може и тренер да го направи. Имаме многу приказки каде што можеме да зборуваме за грешки на тренери, каде што ги изгубиле најбитни надпревари, да кажам, во кариерата, а секако и дека и кај судиите. Посебно во ракометот, значи влијанието на судиите е навистина големо, затоа што во 60 минути игра имате во некои да кажам анализи што се направени, имаме значи од 170 до 190 одлуки за време на надпревар, вклучувајќи ги головите. Значи 180 пати да свирнете на еден надпревар од 60 минути навистина не е лесно. А во тие 180 да кажам одлуки да имате коректни одлуки секогаш. Значи може да се случи и да нема, меѓутоа доаѓа во момент кога сака некој да компензира за некоја си грешка што ја направил, па во следниот момент да сака сега заради таа грешка да направам нешто друго, веќе тогаш влегува да кажам во како да кажам во колотечина и да не може да се извади од сето тоа. А некогаш и судијата не може да види баш се. Например, најинтересно и најзанимљиво е оно што го правеше Игор Ворисо, ако не се лажам, со еден бразилец, кој беше сега на последното првенство, да. Не, тоа беше на светското во Катар. На светското првенство во Катар, да. Отпосле може да го казните?
Па може, секако дека може. може. Тука не го гледаш, се штипи бидејќи е позади. Значи, невкусна града слика. Дефинитивно, значи го имам видено тоа и бев таму, меѓутоа верувајте дека е многу тешко да се види тоа од страна на судиите, бидејќи нормално во тек на надпреварот концентрацијата оди можеби во моментот на топката ако е на десно, а тоа се случува веќе на пивот, веќе немате шанси тоа да го видите. Меѓутоа затоа сега е техниката толку напредната, токму овој случај што убаво што го споменавте, значи сега веќе не може ништо да се сокрие. Во наше време можевме си судиме преступ и никој да не ни каже дали е преступ или не е преступ на открило, а сега веќе нема шанси. Значи сето тоа што се случува на теренот е толку добро покриено од камери и од техника што нема шанси човек нешто да направи а да не биде забележан. Така да работата на судиите е многу потешка во овој момент отколку да кажам во наше време. Ракометот стана една многу интересна, модерна, брза игра, допадлива веќе за очи, барем така е кога е во прашање Македонија. Народот живее за ракометот, особено после оние феноменални настапи и на Вардар и на Металург, па и на жените Вардар. Секако, значи во овој момент, односно да кажам година 2-3 назад, дали Начевски е пристрасен кога ги делегира судиите во Лига Шампиони кон Вардар, кон Металург? Па видете сега. Не велите, значи на Вардар нема да му ги пуштам данците или шпанците, ќе му пуштам, што ја знам, романци или срби, нека наши. Па мојата функција, да кажам, е таа што јас морам да бидам еднаков према сите клубови. За жал некои луѓе овдека во Македонија не може тоа да го разберат или не сака да го разберат. Меѓутоа позицијата што ја имам во момент, односно функцијата што ја обавувам, не ми дава за право да бидам пристрасен. Значи, ако бидам пристрасен, секако дека можам да бидам еднаш, два пати, третиот пат сигурно нема веќе да ми дозвола да бидам пристрасен. Така да, значи, сето ова што го работам и што го правам, морам да го правам на еден начин кој што многу тешко дојдов на оваа функција од една мала држава, за да можам да го прокоцкам со некој си неразбирливо номинирање, односно делегирање на некој судија во било кој поглед, не само во Македонија, воопшто во Европа. Затоа што нормално секој што работи може да сгреши, меѓутоа грешката да не биде намерна, а нормално секој номинирање, односно делегирање, патем речено ги имам околу 1000 номинации во тек на една сезона, што не е малку и е огромна работа, и верувајте ми дека нормално сум под присмотр и под лупа нормално на врвните луѓе од Европската федерација. Вие речи си ретко сте во Скопје. Сакате да ми кажете дека кога се играт овака Лига Шампиони, од мажи, од жени, од репрезентации, од што ја знам сениори, јуниори, се тоа што гледаме како судија мора да помине низ окото и низ раката на Драган Начевски? Токму така. Значи се она што го гледате, значи почнувајќи од кадети до сениори, до Лига на Шампиони, до европски првенства, до сето што може да погледате и да видите ракомет, токму така поминува низ мои раце, односно... Добро, вие тоа е многу, например. Како изгледа? Како изгледа на работен ден на вас во... Па добро. Кога треба суди да делегира? Па добро, еден ден како ми изгледа, некогаш ми треба ти по 7-8 сати да завршам едно делегирање, да седнам и да размислувам и никако да не најдам начин. А зошто? Затоа што во топ групата на судите имам околу 30, да кажам, топ левел што се вели судии, а само во прво коло на мажи и на жени мене ми треба 28. Значи јас со едно делегирање ги трошам сите судии само со една номинација. Така да, значи почнувајќи сега конкретно за октомври месец имам преку 200 номинации направено во текот на овие неколку дена, а 200 пара судии не можам да најдам да бидат покриени сите надпревари, да кажам, со топ судии. Од моја страна како да кажам одговорен за судењето, правам сите напори и правам доста нови семинари, нови судии, давам шанса многу на помлади судии и верувајте во овие 3 години, мислам дека никогаш не било така како што сега сум дал толку шанса на помлади судии, можеби не толку искусни, меѓутоа да кажам дадено им е шанса да станат добри судии со големи надпревари. Судиите физички ги тестирате? Дефинитивно секоја година. Значи шатл ран, односно трчањето, значи не е како во фудбалот ова на стадион, меѓутоа имаме шатл ран кој што верувајте ми ако не се спремите дека не можете да го истрчате, а тоа е буквално како Купер тестот кој што е во рамките на 12 минути
така е. Значи имаме секоја година и секоја национална федерација е должна да испрати на Европската федерација со снимка, со видеоснимка, значи за цело време за трчањето, за да се види дали и како се работи во националните федерации. Драган Начевски својата богата и долгогодишна ракометна судиска кариера ја заврши во 2005 година. Начевски доби блескаво признание тогаш. Беше поканет да го суди ревијалниот надпревар помеѓу еден од најдобрите германски и светски тимови Кил и селекцијата All-Star на светот. Надпреварот очекувано заврши нерешено 46-46. По завршувањето уследи 10-минутен френетичен аплауз од 11.000 гледачи колку што имаше во салата. Бевме испратени со големо внимание. На крајот домаќинот ни подари ракометна топка со потписи од сите актери на овој спектакл. Сега исправете ме ако грешам. 6 европски првенства, 6 светски првенства, така, 2 олимпијади, 528 меѓународни надпревари и 13 да кажам финалиња на Лига шампиони и другите европски купови кои што биле во тоа време. На сиот овој багаж, на сето ова, кога ќе прошетате низ Скопје, кога ќе видите непријатен графит Драган Начевски, да не продолжи. Да. Навистина тешко ми паѓа тоа, посебно за не во овој момент како председател на судиска организација, меѓутоа за сето она што и како судија, и како генерален секретар, и како, да кажам, вработен во федерацијата за меѓународни односи и за сето она што го направив за ракометот. Мислам дека не го заслужив сето тоа, па без разлика што некогаш можеби, гледачите не биле задоволни од некое си судење, меѓутоа знаете што, јас некого номинирам, а тој е тој што треба да си изврши работата добро или лошо. Така да, значи, која е мојата вина ако некој судија одсудил нешто што не треба? Чи јас не можам да имам контрола на сите судии и да кажам, сега си дојден во Македонија и ти пази како судиш. Значи, навистина не би требало никој тоа да го очекува нити од мене, ниту пак од судиите, дека некој ќе им се обрати да им каже на таков начин. Меѓутоа, за жал, тоа што се случи, јас мислам дека тоа беше после надпреварот Веспрем и Вардар Веспрем, каде што изгубивме една разлика, се појавија преку ноќ милион графити, да кажам, низ градов. Допира тоа до вас? Па знаете што, допира во секој случај затоа што навистина прво не се чувствувам виновен за ништо, а се чувствувам многу горд за се она што до сега сум го направил за македонскиот ракомет. Имате ли впечаток дека Драган Начевски можеби не го добива заслуженото место во Македонија? Па знаете што, пред се прво бевме разочарани во односот кога се одредува врвните спортисти и одредувањето на пензии за врвни спортисти. Ако се тоа што го напоменавте, 6 светски, 6 европски првенства, 2 олимпијади, финалиња, да не ги набројувам, да не ги набројувам 528 надпревари. Ако ние не заслуживме да имаме спортска пензија, а да некој ми каже дека судијата не бил спортиста, навистина не знам што е. Ако еден спортски судија, значи во конкретниот случај ракомет, значи, ако во 365 дена, јас 365 дена сум се спремал, можеби повеќе од колку ракометарите или некои други спортисти кои што поминуваат време со тренинзи. Значи, за да бидеш врвен и за да бидеш во топ групата, значи, не смело да има грешка. И на крај на краишта, значи, ако ништо друго, да имаше една благодарница за сето она што, да кажам, го направивме за овој ракомет. Тоа повеќе ве боли? Тоа повеќе ме боли отколку сето на и псовки, и пишување, сето тоа повеќе ме боли отколку третманот на нас како. Прашањето ми беше дали тоа повеќе ве боли отколку што може горд да ве направи на пример едно признание на угледниот германски хендбол тайм кој што ве сместува во 10 највлијателни луѓе во светот во ракометот. Па значи, добро, кај нас е синдром македонски да се што е добро сакаме да го уништиме. Јас не знам, не би сакал да кажам дека не би сакал некој во иднина да има некој повисока функција од мене. Меѓутоа во моментов обавувам една спортска функција која што во бившите простори на Југославија, освен Станковиќ, Бора Станковиќ кој што беше претседател на Кошаркарската федерација на Европа, значи тоа е втора функција што некој од нашиве простори обавува. За среќа или несреќа македонец Драган Начевски. Сега, ако сето тоа го ставам на кантар, навистина повеќе ме боли ова другото, што немам признание во својата држава, отколку признанието од надвор што доаѓа. Награди имате за нас? Безброј.
безброј награди, ама најголема награда за мене е тоа што од една мала држава станав на една висока функција која што е толку деликатна, која што е толку ценета, колку што не може навистина некој да замисли дека е тоа така. Судиската кариера ја завршувате во 2005 година и тоа со надпреварот помеѓу Кил и All Star Team на светот. На светот, да. И тогаш некој имаше последен надпревар, мислам се повлекуваше од репрезентација и вие тогаш токму се така повлекувавте од судењето и добивте громогласен аплауз. Аплауз, да, тоа беше во Кил, во арената во Кил, 20 и неколку илјади гледачи, колку е капацитетот, не се сеќавам, меѓутоа верувајте ми, значи го одсудив тој надпревар и навистина ми беше прво чест и задоволство. Тие ме поканија, значи јас не го барав тоа да некој за да ја завршам кариерата на таков начин. Меѓутоа Кил, значи во тоа време светски, како што и ден денеска светски клуб, значи ме покани да кариерата ја завршам со нивниот играч кој што завршуваше кариера со All Star тимот на светот, така да тоа генерацијата на Олсен, што знам. Значи најдобрите светски играчи во тоа време. И мислам поголема чест и задоволство навистина не сум доживеал од она што ми се случи во Кил. Нормално сега ова позиција што ја добив немаше поголемо и не може да има поголемо задоволство, бидејќи човек во животот во еден спорт, занимавајќи се со еден спорт, мислам дека ова е врв за мене, бидејќи цел живот сум бил судија и сум работел со судиски прашања, така да верувам дека ќе ме прашате што понатака. Тоа сакав да прашам, мандатот ви истекува до година? Да, до година во ноември месец, изборен конгрес, не знам каде ќе биде. Реизбор, уште едно, имам право уште на 2 пати, значи можам до 3 мандата, до 68 години, така да, значи, не сме сега во моментов е актуелно тој age limit или старосната граница, каде што сега на конгресот во Букурешт во ноември месец треба да конгресот да изгласа дали ќе има старосна граница или не во смисла на вршење на функција. Така да, бидејќи до сега беше 68 години. Сега се предлага како во Светската федерација, значи да нема старосна граница за обавување на некоја функција, меѓутоа во секој случај најмногу 3 мандата може да се поминат на една функција обавување. Веројатно ќе одите пак така на уште. Дефинитивно. Вие плата земате од нашата раковетна федерација? Да, токму така, работам во федерацијата се уште како советник на председател Живко Мукаетов и голема благодарност до него и на генералниот секретар кој што имат навистина големо разбирање за мојата работа и за она што се случи. И сега во овој дел од разговорот како советник ќе прашам, бидејќи доаѓа Европското првенство во Полска, таму учествува Македонија, ќе одиме на Олимпијада? Па добро, ние на Олимпијада може да одиме и без тоа Европско првенство. Значи, ни предстојат квалификации и убеден сум дека ќе бидеме на тие квалификации, значи единствен услов или предуслов за да учествуваме на тие квалификации да Катар биде прв во Азија, што е навистина не е невозможно, тоа е и повеќе од 100%, и да еден од оние првопласирани 8-9 репрезентации во Катар европски, значи да бидат исто на Европското првенство во Полска и да бидат, да кажем, освојувачи на европската титула. Значи тука сметам на Шпанија, на Франција, на Германија, на само не Унгарија. Само не Унгарија. Меѓутоа ракометот е тој, па ќе видиме што би било. За медал можеме во Полска или? Па сега дали можеме за медал во Полска, има многу работи. Значи пред се имаме некои големи проблеми од она што се појави нели со Металург, со растурањето на тимот и на всушност тука беше клучот на македонската репрезентација, каде што 8-9 македонски ракометари играа во еден клуб, работеа и да кажам го одработуваа сето тоа после во репрезентација. Сега во моментов имаме некои репрезентативци кои што немаат ангажмани, некои играат, некои не играат. Меѓутоа сметам дека Ракометната федерација ќе најде сили да ги спои, да ги сплоти и да го оствара тој цел, да кажам, животна цел на оваа генерација да стигнат на Олимпијада во Бразил. Such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Бидејќи нон-стоп
нон-стоп сте надвор од Македонија. Вие практично не сте прибирате овде, но веројатно знаете што се случува во државата. Политика не ви интересира, но вести гледате? Дефинитивно. Дефинитивно. Можете да останете имуни на се она што се случува Па добро, секако дека не можам да останам имун, затоа што навистина ја пак ќе кажам, многу ја сакам оваа држава и многу ми е жал што сето ова се случува, посебно заради тој надворешен фактор што доаѓа, заради некои си наши глупости, да дојде и да ни одредува што и како во нашата држава. На крајшта ние сме држава и треба самите да си ги решаваме проблемите, не некој друг да ни ги решава. Кога одите горе, кога делегирате суди и ве прашуваат што правите вие добре? Па и да не ме прашат, јас сам им кажувам, не во смисла што правиме, него во смисла на тоа за една промоција на својата држава. И не, верувајте ми, некогаш и можеби претерувам, меѓутоа сакам да дадам на знаење затоа што имаше на пример некои забелешки во смисла на некои, ама видете луѓе кои што доаѓаат, дали суди, дали делегати кои што виделе сето ова што го градиме и што правиме, па зошто е можеби е убаво, ама има некои работи многу. Една мала држава, ако не го покаже, нека покаже својата историја на овој начин, ние не можеме на друг начин да ја покажеме. Освен со ова сето што се направи и што се прикажува. Се дали имаме повеќе споменици или не, тоа е веќе прашање. Меѓутоа, дека е многу корисно за оние луѓе кои што не знаат за Македонија, кои што не чуле за Македонија, навистина за мене е многу позитивно што сето ова што се направи. Ви благодарам што бевте дел од патот до успехот. Ви посакувам многу успех понатаму во кариерата, здравје пред се и уште еден избор, уште два избори на... Ви благодарам многу и навистина уште еднаш да се извинам што досега го немавме ова. Благодарам. Ова беше приказната на Драган Начевски. Останете и понатаму со 24 вести, се гледаме повторно следната сабота. Довидување.